СДСМ денес низ прес повторно го потенцира нивното решение за повисоки минимални плати низ ребаланс на буџетот. ВМРО ДПМН пак за дволичноста на СДСМ, кои од една страна велат дека секој оној кој сака да вози без возачка дозвола треба да е санкциониран, а од друга страна гласа против системот Безбеден град. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија понуди јасно, конкретно и реално остварливо решение за зголемување на минималната плата на 600 евра. Преку ребаланс на буџетот, само со рационално кратење на трошоците од луксузот на власта, може целосно да се обезбедат до 200 милиони евра за зголемување на минималната плата на 600 евра за работниците и поддршка на компаниите и приватниот сектор преку субвенционирање на придонесите. Двојните аршини на СДС и Филипче се потврдија. Од една страна вела дека секој оној кој сака да вози без возачка дозвола треба да е санкциониран, а од друга страна гласа против системот Безбеден град. Сведоци бевме дека на протестите активисти на СДС кои работеле за Оливер Спасовски се закануваа со тепање и убивање на полициски службеници и дивеа низ градовите за да возат без возачки дозволи. Ваков начин на изразување на протест ние не поддржуваме и јавно го осудуваме. Подсетуваме дека СДС и Филипче гласаа против овој проект во собранието,